Дутлове радиопела.мк Радиопела@gmail.com. Опуштено со радиопела. Опуштено со радиопела. Почитувани, добар ден и добре ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Денешната програма е посветена на еколошка тема и тоа тема која што навистина треба да покаже голем интерес цел град и цела општина, бидејќи станува збор за одредено прашање кое што му се заканува на цел град и природната околина, еколошката средина, бидејќи станува збор за 4 природни извори, бидејќи станува збор за уништување на плодна почва, а се како причина се концесионерите кои што ги има некаде над 30 во општина Прилеп. Концесионери за ископување на мермер и за камен. Тука во студиото со мене се Тренчо Димитриевски и Ѓорѓи Ѓорѓиевски од Комитетот за заштита на природното и културното наследство. Она што беше повод за овој разговор е вчерашното видео што беше објавено на страната Спас за Каракамен, и тоа беше под наслов Црвен аларм, опасност од екоцид, геноцид со еколошки карактер врз цел еден град. Јас ви посакувам добре дојде во студиото. Навистина предизвикавте внимание со она што го објавивте ова видео, како и претходното кое што беше на истата Facebook страна. За што поконкретно се работи и она што денеска ви сакала да го напоменам во овој разговор е да ги повикаме прилепчани во 19 часот кај градскиот сад ќе има протест за спас на Прилеп. Зошто за спас на Прилеп и зошто е ова важно да се напомене, бидејќи рековме има многу концесионери кои што според вас неконтролирано ископуваат камен и рудни богатства од околината на Прилеп. Повеле Ѓорѓе. Како прво, ќе ви се заблагодарам вас за поканата, за наше гостување. Вчера во видеото кој беше истакнато, проблематиката беше добро раздробена, но свесни сме дека се работи за подолго видео кое не предизвика доволно интерес да го догледаат и дослушаат прилепчани. Но еве сме тука повторно. Значи видете, главниот проблем е една странска фирма, компанија, конзорциум или не знам ли што, која се вика Бехтел и Енка. Таа истата фирма која во Прилеп го ископуваше археолошкиот локалитет и геолошкиот локалитет, при тоа ќе нагласам еден од најважните геолошки локалитети на светско ниво, за кој имаат пишувано еминентни стручњаци од областа на геологијата од целиот свет, значи има научни трудови за тоа. Некој под изговор вашата влада е наш налогодавец, вашата влада подпиша и толку од нивна страна влезе со огромен број на железни грдосии и ни го наградија локалитетот. Но сега се заканува една нова опасност која за разлика од местноста или локалитетот Каракамен, оде станува збор за нешто што е од круцијално значење за сите прилепчани. Сите прилепчани добро се сеќаваат како јас барем имам 42 години. Јас добро се сеќавам како на своите родители му помагавме да носат вода. Јас живеев во зграда. Јас се сеќавам на тие слики како цистерни доаѓаат пред зграда и сите тука, сите комшии од зградите полневме вода. Но да не ја длабиме тука каде за тоа што не е ни толку важно, а всушност сите прилепчани го знаат тоа. Се работи за најсиромашниот град со питка вода. Се работи за град кој својата питка вода ја добива од десетици километри одавде, од западниот дел на Македонија, од изворот на реката Студенчица, од селото Горно Добреновец, Кичевско.
како што реков во видеото, нема да калкулираме со цифри колку е долг тој водовод, но имам едно прашање да им го поставам на Прилепчани. Ајде ќе ми го поставам подоцна. Сакам да нагласам дека најголемото количество на питка вода град Прилеп ја зема од водоводот Студенчица. Но тука во Прилеп и неговата околина имаме само 4 извори на питка вода кои се наоѓаат во една пазува на нашата бабуна планина. Тие сите 4 извори се наоѓаат под врвот Козијак. Таа пазува е, конкретно да кажам, селото Оревоец, Крстец, Леково, ова беше областа Пештерица и Присад. Значи, сета питка вода доаѓа од мајката природа, од тоа подрачје. Тука има 4 извори, кои се Пашовски ливади, најиздашниот извор, Лековски извори, Пештерички извори и извор, мислам дека се викаше Душница. Видете, прилепчани се добро запознаени дека Лековските извори беа загрозени од ист вид за кој денеска и овде алармираме. На сметка на тоа е веќе затворен рудник за ископ на мермер, кој копаше. Прво водата појави бела боја, се разбира од потресите што ги прават. И не можеше да се користи. Да. Но најалармантно е овде, што денеска, 29. април, ден понеделник, на жителите на село Оревоец и Крстец им е кажано од 1 часот до 2, односно од 13 до 14 часот, патот ќе бидел затворен поради минирање. Денеска, значи, почнуваат минирање на само 700 метри од Оревоечкиот извор на вода. Кој им кажа на жителите и кој ги информирал за ова? Јас лично не знам, јас тоа го прочитав тие имаат своја страница на Facebook, каде меѓусебно се организираат. А претходно се тие веќе организирани, од страна на Оровчани е оформено и како да го наречам, ја не знам ни тие како на некој иницијативен одбор или некое тело кој ќе ги представува жителите на овие две села и ќе представува проблематиката со која се соочени. Каква е опасноста по жителите, по селата, по природата, бидејќи рековте дека таа е главната пазува од каде што доаѓа, односно имаме ние како општина питка вода за пиење. Да нагласам, питка вода имаме и од Студенчица. Но овие 4 извори, таа е единствената своја наша вода за која од никого не зависиме. Зависиме само од Бог. Дали тој ќе ни ја даде. Дали со вакво девастирање на природата, која и тој ни ја дал исто така, ќе ни ја остави, за тоа ќе видиме или ќе се запрашаме. Но компанијата Бехтел Јенка, местото им е средено, се спрема денеска да минира и односно да отвора нов коп. Зашто? Не знам. Тие викаат официјално за тампон. Од тука се појавува едно прашање кое мене лично ме мачи. Сакам да им го изложам на сите прилепчани. Како е поевтино да отвориш нов рудник, наново, да донесиш толку многу механизација, да отвориш база, да отвориш стражарници, да отвориш се, значи нов рудник со сите тие трошоци, кога на километар од тоа место каде што се спремаш да отвориш нов рудник, има веќе таква грдосија од мермерен отпадок, од нашиот рудник
Сивец и од погорниот рудник. Планина, рекла се зове. Тоа е Вештачка планина, која е негде 10-15 пати поголема, него во времето кога тој рудник беше државен и се водеше сметка колку се ископува и како се ископува. Јас ќе им кажам на Прилепчани дека ќе снимам видео посебно и за тоа, пошто проблематиката со мермер мене ми е позната и ќе ви кажам дека ме измачува од мало дете. За тоа прашање јас го знам баш од 2000-та кога требаше да се продава, односно кога се продаде, дали точно 98 или 2000-та, тоа треба да го провериме. Но не е ни толку значајно сега во оваа наша тема. Значи овде станува збор за аларм, како што велите и сами, има револтирани жители кои што прецизно и точно го знаат проблемот. Причината е почнување на денешното минирање од 13 до 14 часот, кое ќе се изврши во непосредна близина на овие две села што ги напоменавте, Оревоец и Крстец, каде што компанијата, конзорциумот Бехтел и Енка веќе започнува со обработка на каменот што ќе го користи за тампон за изградба на регионалниот пат Прилеп-Битола. На регионалниот пат за кој народот во Македонија не знае ништо, нема ни изложено ни некаков план, ни околчување, ни дали воопшто трасата е позната, но тие отвараат рудник за тампон. Кој кого го лаже и што сака да мене тоа не ми јасно. Сакам да додадам нешто, се извинам, проблемот многу е поголем, значи овдека сега стана алармантно, бидејќи со тоа минирање тука околу изворите, сигурни сме дека ќе има штети, не се огледливи се тие штети, не знаеме, не само заради водата и можеби за жителите, за луѓето со викендици, за луѓето што работат бизнис тука околу на Поинаков. Мито проблемот околу Ревојца е конкретно е многу поголем, не само со Бехтеленка, туку со еден вака барем навидум, законски можеби тие може да се покријат, ама гледано вака амбиенто, значи неконтролирано издавање на концесии изгледа. Значи концесиите околу Ревојец само ако земите, леково од таа страна, од кај присадска страна, има неколку концесии издадено. Тука се отварат патишта низ локалитети со археолошко наследство значено. И уништени се добар дел од локалитетите со таков настап. Меѓутоа, една поента исто околу водата, што сме кај водата. Наместо да се размислува нешто поинаку, како природно, културно наследство, особено природното како ресурсите за вода, кој што таму сознание има и постари археолошки дека некои места биле со лековити својства, извори со лековити својства. Самите имиња тоа го кажува. Имаме таму локалитети со име Леково, што е многу познато, стрелиште имаме таму, со стрелиштето е уништен добар дел од културата. Лекојна вода погоре извор, има еден добар извор кој што се уште тече за среќа. Долу пак имаме покрај реката пак во тој круг бањиште кое што значи се користело тоа за таква намена. Ние сега се занимаваме со деструкција, го деструираме просторот, ги уништуваме ресурсите, ги загадуваме ресурсите и на тој начин го загрозуваме Прилеп. И што само ќе кажам, и тоа е само еден дел кој што така визуелно изгледа со толку многу концесии. Присаѓани се исто така, ќе речат дека нема таму жители така натаму, и тоа се уште некои жители тука живеат, има имот луѓето, како ќе го работат, кажете ми, кога затрупано е присад, така рече, појдете фотографија направете, видите како е затрупано со купишта, томболони, тампони или како се вика тоа од последица од рудникот. И тоа се случува и пошироко, не само во овај дел, туку и пошироко во општина Прилеп, можеби и низ Македонија имаме некакви сознанија, значи концесиите ги повикуваме сите кои што се надлежни, значи Министерството за економија, Министерството за животна средина, Министерството за култура, од аспект на културата, Управата за заштита на културното наследство и домашните институции, општината, Заводот за заштита на културното наследство и така натаму. Мислам дека многу посоодветно и политички треба да пристапува ако ќе ги дават своите мислења. И прилепчани, значи повикуваме да почнат да размислуваат, бидејќи веќе на некој начин основните животни потреби ни се загрозуваат со таквото применување на концесиите и таквата експлоатација.
Вие го запаливте црвениот аларм. Што очекувате од граѓаните? Што граѓаните треба да знаат и што можат да направат граѓаните? Дали треба посебно да се организираат во здружение? Дали треба да се алармира до општината? Дали сте алармирале до соодветното министерство, рековне Министерство за економија, за животна средина, за култура? Сите тие се практично институции кои што се надлежни за да одлучуваат или до нив да се достават одредени ваши мислења за да може ова да се стопира или, ако не друго, барем да се намали во тој интензитет во кој што веќе се одвива. Па видите, вчера во видеото веќе повикавме на два протести денешни. Ние за пола сат сме во Оревоец денеска, во знак на протести да го заприме минирањето. Првичното, кој мислам ќе биде и понатамошниот тек на такви действија ќе биде погубно, може да биде за сите прилепчани. Тоа е едно. А второ, што можеме за денеска да кажеме, да видиме пократки, ги повикуваме сите прилепчани, се работи за сите нас. За нашиот обстанок, за изворот на живот, за нашата вода. Би им поставил едно прашање директно кој им го постави вчера во видеото, но видеото не наиде на голем интерес и на голема гледаност поради својата должина. Затоа сме свесни. Прилепчани, гледаме дека секоја година е посушна и посушна. Гледаме дека водостојот на сите езера, на сите реки, на сите хидроакумулации во Македонија е преполовена. Дали ќе оди ова понатаму, тоа зависи од Бог сам. Но имам прашањето гласи до сите нас. Дали мислите дека утре во кризна состојба за вода студенчица ќе дотечи во Прилеп? Дали мислите доколку кичевчани се загрозени со вода дека ќе ни го испратат онај дел кој е договорен во Прилеп? Одговорот најдете го сами. А овие 4 извори кои ги наброивме, тие се единствени, наши, далеку недоволни за нашите потреби. Повеќе и не треба да зборувам за ова. Во секој случај претпоставувам дека ова е само почетен чекор во кој што почнувате. Тоа е денешниот протест прво во 13 часот во близина на селото Оревоец, каде што планирате да ги запрете со минирањето кое што му е планирано. Воедно во 19 часот рековме околу градскиот сад во Прилеп исто така се собирате да протестирате. Се надевам дека се собираме ние Така. прилепчани. Се собираме да протестираме, но воедно сакав да прашам, дали сте се обратиле до овие институции кои што претходно ги наброивме, дали сте стапиле во контакт, еве најблиску, со општина Прилеп, со граначалникот Јовчевски, дали сте разговарале, имате ли намера тоа да го крените на еден повисок степен за да може овој аларм да стигне до што повеќе институции, до што повеќе граѓани? Значи, прво, вака, мораме да ги стакнеме, видите, ние не е прв пат ние вака да истапуваме, претходниот пат каде ќе го споменавме Каракамен, за кој што се надеваме дека да се создаде свест да не се доуништува, иако е наразено, а меѓутоа во наши по-долги информации кои што ги пуштавме до сите овие институции кои што ги споменав, по имейли, по пошта и така натаму, информирани се тие институции дека се случува ова неконтролирано, тие можете би кажа дека ми тоа не сметаме дека навистина штетите веќе се согледува, станува се по-изразени и дека тие се информирани за тоа. Како за тоа што се уништуваат природните вредности, така и културните вредности. За културните вредности за природните имаме со конкретни примери за десетина локалитети најмалку кои што се уништени, полууништени и слично. Меѓутоа немаме реакции некои посебни, од неколку добивме некои куртоазни одговори во смисла кој е надлежен, па ја префрла некојаш надлежност на друг, дури една друга работа. Кај инспекцијските служби
наидовме на некој на вистина фрапантна неинформираност кај нив, како да ви кажам, ние прашуваме дали знаете дека има рудник отворено на конкретно место, да кажам Козјак, ќе го спомена, бидејќи Козјак еден убавец природен и за планарите и за етници и так натаму, и дозволија да издадат концесија, го наразија, го ранија тој убавец и сега тоа е неповторливо. И да се разбереме, таквите вредности не се повторуваат. Ако е од растително потекло, не треба да се уништува, меѓутоа може би да се обнови. Природните ваквите форми, геолошките форми, минералите и така натаму, ако се уништат, тоа е до крај на светот. Во кој контекст сакам да споменам во овој ареал Оревец Крстец. Значи со толкав голем број на концесии, издавање и отворање копои, експлоатација, веќе се нарушува ареалот на еден исто во свето единствено редок вид кој што тука се појавува, ендемски вид, македонската свивка или чингова окатка ја викаат. Науката, највисоките научници, оние кои што сериозно го знаат, ја познаваат таа окатка, како ова суштество и како и знаат како се одвиваат природниот свет жив, како се одвива, како функционира, како се уништува, запознати веќе алармира за тоа. Морам да го поздравам порталот или страницата Дома МК, кај што има многу интересна и аналитички, истражувачки презентација направено за состојбата во која се наоѓа ова суштество. Значи, веќе последиците се случуваат, меѓутоа ние не ги гледаме. Затоа ги повикуваме Прилепчани да почнат да размислуваат заради тоа што ареалот на нашето живење е веќе ставен во прашање и се загрозува. Тоа е понтата која што и самите, како што рече Ѓорѓе, треба да почнат да гледаат дека ни се загрозува ареалот во кој што живееме. Ако водата ни ја загрозуваат, ако животниот простор ни го нарушуваат со трупање на материјали неконтролирано и така натаму, а што е поважно за нас? А јас да додадам во врска со вашето прашање. Па што би требале ние воопшто, мене не ми е јасно. Институција општина, институција инспекторат, ја не им ги разбирам. Можам да се извинам, не сум толку писмен, но треба ли ние да ги алармираме дека се копа околу единствените 4 извори на своја вода на најзагрозениот град за питка вода во Македонија? Треба ли ние да ги или тие сами, како прво не требало да дозвол? Јас мислам, како одговор на вашето прашање, прво одговорив со контрапрашање, а второ ќе кажам и јавно, институциите во ова наша држава, која мене ми личи на криминално-профитерска територија, владеена од неколку кланови, институциите во ова наша држава служат само за издавање на доверливи материјали и информации на надворешни, како во случајов, и за девастирање и уништување. Ако тоа народот не го сватил, држење за институциите, имаме ние тело кој ќе си го тера тој дел. Но денеска минирањето од 13 до 14, а сега е 11:31. Институциите, веќе се предупредени, тие сигурно знаат. Ќе го спречат ли? А кој им даде ли такви? Ние треба да ги Не. Јас мислам не треба да постои вакво прашање. На сите им е јасно кои се институциите, од кого се раководени, какви центри, какви мешаници, какви валканици во нив и меѓу нив. Народот ги знае, тивко ги премолчува, но време дојде. Јас ќе имам освен повик за мирен протест, јас ќе ви повикам сите македонци дека дојдено е време македонци да се фатиме за рака, да не се делиме на црвени, на плави, на не знам какви, одел в црква, одел в џамија, одел не знам како. Овде гледате за што станува збор. Ситуацијата во цела држава станува преалармантна. Наше редот не за револуции, редот е за еволуции.
да се фатиме сите сложно за рака, како прво да го заприме ова зло кој ни се заканува. По изворите за вода, единствените, прилепски, наши извори за вода, да го решиме ова, а потоа да ги решаваме. Така, се сложувам, значи станува збор за граѓански активизам, ги повикувате граѓаните за да можат мирно да го изразат својот револт, но во секој случај јас претпоставувам дека ќе има и официјална иницијатива од ваша страна за да може да се реагира до институциите, бидејќи друг начин и не постои. Да. Уште еднаш да повторам дека денеска од 13 часот ќе започне минирањето во близина на селото Оревоец, каде што е најавено минирање за обезбедување на камен за изградба на патот Прилеп Битола, воедно повик до прилепчани, до граѓаните во 19 часот околу градскиот сад ќе има мирен протест за и граѓаните да се запознаат повеќе информативно, но и како и на кој начин да се делува да се запре ова еколошко уништување на околината на Прилеп. Ви благодарам за вашето гостување, ние ќе бидеме во контакт за се што се однесува до оваа граѓанска иницијатива и се надевам дека со овој разговор придонесевме колку толку да ги информираме прилепчани за што конкретно станува збори за каков еколошки проблем и црвен аларм е оној кој што вие сакате да го потигнете на еден повисок степен заедно со сите граѓани и заедно со нас медиумите. Благодарам уште еднаш. И благодариме и вас. Се гледаме вечер во 19.